Механизација и работници на компанијата Имако од Гостивар го започнаа раскопувањето на теренот кај управата за јавни приходи во Кочани, каде е планирана изградба на нов паркинг простор. Според планската документација, со околу 1,5 метар се навлегува во тревнатиот простор од градскиот парк во должина од 40 метри. Со тоа, заедно со отстранувањето на постојниот тротоар, треба да се добијат околу 250 метри квадратни, односно 20 на места за паркирање патнички возила. Споменатиот простор, кој досега беше тротоарска површина, од страна на возачите се користеше како необележано, односно диво паркиралиште, па од локалната самоуправа зафатот го оправдуваат како легална пренамена и задоволување на потребите од паркинг простор. Во непосредна близина на оваа локација, во правец на Центарот за култура, исто така ќе се отстранува постојниот тротоар и ќе се направи проширување на паркиралиштето, со што ќе се добијат 270 метри квадратни сообраќајна површина за оваа намена. Со тоа, заедно со сегашните 15 на паркинг места зад чешмата кај градскиот парк, ќе се добијат уште околу 40 на нови места за паркирање, односно ќе се оформи јавен паркинг од потегот кај управата за јавни приходи до Центарот за култура. За проширувањето и изградбата на паркиралиштата на овој дел од градот, Општина Кочани од сопствениот буџет издвои над 11.000 евра. При донесувањето на одлуката за планираниот градежен зафат пред 2 месеци во Советот на Општината имаше реакции од советниците, поради најавите дека заради проширувањето на просторот ќе се сечат повеќегодишните дрвја во непосредна близина. Одговорот од првиот човек на Општината тогаш беше дека костените нема да се сечат, а реагирањата беа оквалификувани како балони и шпекулации. Јас како градоначелник, не знам дали тоа ви е познато, повеќе пати го повторувам, сум најголем поборник на сечење на дрвата. Конкретно ќе ви кажам дека таму нема да има сечење на дрва, освен мислам дека само едно дрво, кое што не може да се заобиколи. Така да немојте да подлегнувате на разни шпекулации и балони кои што некои сакаат вештачки да си придадат важност. Со реконструкцијата и проширувањето на двете нови паркиралишта ќе се изврши целосно уредување на просторот, односно ќе се постави нов асфалтен слој на површина од 520 метри квадратни, а ќе се вградат нови рабници и придружна урбана опрема. Истовремено ќе се изгради и нова тротоарска површина со просечна широчина од 1,5 метар.